Младата пианистка Илинка Скаловска деновиве го промовира своето најново музичко дело. Оваа млада и талентирана пианистка своето музичко образование го стекнува најпрво во музичкото училиште Илија Николовски Луј во Скопје, каде се здобива со нижото музичко образование, инструмент клавир и средно музичко образование, теоретска настава. Потоа заминува на студии во Италија, каде што дипломираше композиција и хорско диригирање на Музичкиот конзерваториум во Падова. Магистрираше на конзерваториумот во Венеција, а образованието го надополни со студии по пеење кои успешно ги заврши на конзерваториум во Виченца. Досега има настапувано како пејачка, хористка или солистка во повеќе хорови во Италија и во Македонија, но и како диригентка. Член е на хорот Менада од Тетово, со кој настапи на фестивалот Техо 2019, на кој се одбележа 100 години од раѓањето на композиторот Тодор Скаловски, низиниот дедо. Илинка, вашата најнова авторска композиција е посветена на нашиот прекрасен Охрид. Да ни кажете како всушност се роди ова убаво дело? Па вака сега, Охрид мислам дека е една вечна инспирација на сите наши уметници, еве и за мене беше една инспирација. Јас од секогаш сум имала желба да создадам една композиција која што ќе биде посветена баш на тој наш град и не само на градот и на сите природни убавини околу него. И овој пат одлучив, за разлика од моите претходни композиции, да создадам музика која што ќе биде чисто од класичната, од подрачјето на класичната музика и да ја спојам со визуелни, како да кажам, прикази на охридското подрачје. Оваа композиција доби еден прекрасен видеозапис, што е ваша пракса, затоа што за преработките на македонските народни песни кои што ги аранжиравте и кои што ги исполнивте и за останатите ваши песни, секогаш се трудите да направите и убаво видеоиздание. Малку околу самото снимање на видеото за најновата композиција. Па вака сега, јас ова видео го правев, да кажам, паралелно со една друга композиција која што е од подрачјето на моите претходни со народни елементи. Така да едната композиција ја посветив, како што кажав, во подрачјето на класичната музика, другата со фолклорните елементи. И одлучив ова да биде баш како една разгледница на градот која што ќе го представи и ќе биде споена со музика. Вака сега ги одбрав нормално најзнаменитите предели и се потрудив да музиката споена со нив да ги искаже секој момент да го потцрта во приказот. И уште една препознатливост кога е во прашање видеоизданијата на вашите композиции, на вашата музика, е што секогаш се појавувате во фустани кои се ваша собствена креација. Дали е така и овој пат? Да, така и овој пат. И во ова видео јас искреирав фустан кој што е дел од една како колекција која што ја создавам, бидејќи многу ме интересира и модата и сметам дека и тоа исто така е дел од уметничкото дело на кој што ќе биде споено со музиката. Илинка, кои беа ваши соработници при подготовка на оваа најнова композиција и кој се учествуваше во реализација на истата? Вака сега имав двајца соработници. При создавањето на музичкото дело посебно благодарам на Валентино Скендеровски и студио Enterprise кој што ми помогна во, како да кажам, на обработката на снимката и мастерингот, додека пак за видеото соработував со снимателот Никола Нацев.
Благодарам за интервјуто, за издвоеното време и да уживаме во следниве минути во преубавата музика и во прекрасните кадри од нашиот Охрид. Ви благодарам и посакувам убав ден.